4 начини на кои војната во Украина би можела да заврши. Руска победа. Пред руската инвазија многу проценки на западните разузнавачки служби предвидуваа брза руска победа, но тоа не се случи. Украина направи силен првичен одговор со високо мотивирани борци и оружје од земите ширум светот. За Русија сега да победи мора да тргне по потежок пат. Руските трупи се обидоа да ги освојат големите украински градови, но тоа беше тешко. Како резултат на тоа, Москва ја смени својата стратегија за да се фокусира на источниот украински регион Донбас, каде што проруските бунтовници водат сепаратистички борби. Ако Русија повторно се обиде да ги освои големите градови, вклучувајќи го и главниот град Киев, тоа би значило користење на уште помокни стратегии, вклучително и воздушни напади. Ова би резултирало со повеќе цивилни жртви. Русија има значително повеќе војници во Украина, како и повеќе оружје, што и дава голема воена предност. Второ, да преовладува Украина. За Украина да преовлада на бојното поле ќе треба да извојува победа против многу посилните руски сили. Војните аналитичари велат дека за да го задржи главниот град, Украина можеби ќе треба да се откаже од помалите градови. Украинските сили би можеле да продолжат да поставуваат вооружени заседи и да ги напаѓаат руските линии за поддршка, надевајќи се дека ќе предизвикаат ќорсокак што ќе доведе до руско повлекување. Поверојатно дека Украина би можела да надвладае преку комбинација на воени успеси и светски притисок врз Русија. Русија страда и од економски санкции и дипломатска изолација. Војната може да заврши со дипломатско решение, особено ако рускиот сојузник Кина изврши силен притисок врз Москва. Друг начин на кој Украина би можела да ја надвладее далечната можност е доколку рускиот претседател Путин биде сменет од функција. Ова најверојатно ќе бара обичните руси да се побунат против војната или елитите да извршат државен удар. Трето можно сценарио долготрена проблематика. Дури и ако Русија може да ги освои големите градови на Украина, нема да биде обезбедена лесна победа. Украинските борци би можеле да се вклучат во долг бунт кој би траел со месеци, па дури и со години. Бунтовниците би можеле да копаат длабоко во градовите и да се кријат на покровите, во уличките и внатре во зградите. Добро координираната сила вооружена со оружје од запад би можела да спречи голем напад долго време. Ова може да резултира со ќорсокак. Таквиот конфликт може да доведе до зголемени жртви на двете страни и да ја уништи руската решителност. Овој исход ја отслика борбата на Русија во Авганистан во 80-тите. Не е јасно која е целта на Путин за Украина. Ако сака да инсталира проруска влада, најверојатно ќе му треба руска окупација за да ја поддржи. Таквата окупација исто така може да се соочи со продолжен вооружен отпор и да доведе до долготрајна проблематика. Четврто, поширока војна. Најлошото сценарио би била проширена војна што ќе вклучи и други европски земји. Во таа војна може да бидат вклучени неколку земји со нуклеарно вооружување. Може брзо да ескалира и да доведе до катастрофални исходи. Поради овие причини европските земји САД и НАТО беа внимателни да се обидат да го спречат конфликтот да ескалира. Тие јасно ставија до знаење дека не се за војна со Русија и ја отфрлија можноста за испраќање војници. Тие исто така отфрлија идејата на зона за забранети летови над Украина, бидејќи тоа може да доведе до соборување на руски авиони. Поширока војна сепак може ненамерно да биде предизвикана од серија погрешни чекори. Исто така можно е Русија намерно да го ескалира конфликтот, ако на пример се соочи со пораз.